Сергеј Манијата повторно е тука, токму во Скопје Сити Мол. Ова е местото на кое што треба да бидете и на кое што треба да дојдете оваа недела, бидејќи Black Friday лудилото е се уште тука со овие добро познати хаштази, меѓутоа и маички кои што јас веќе ги имам. Денеска решив по сугестија на Сергеј да го променам хаштагот, така да верувам дека ќе му пукне душата од убавини. Денеска сум манекенка да будам. Вие треба да дојдете токму тука и да си ги набавите маичките кои што го прогнозира оваа Сергеј лудило и оваа Сергеј манија која што треба да бидете дел и треба да и се приклучите. Јас секако ќе ве повикам токму на овој штанд тука, бидејќи тука е целата екипа на 1 ТВ, како и сите оние кои што со нетрпение го очекуваат Сергеј. Како што може да забележите, веќе имаме луѓе кои што нетрпеливо чекаат да ги облечат овие маички, па затоа бидете и вие дел. Јас останувам тука во следните 60 минути, директно од Скопје Сити Мол, отворено студио за оваа Сергеј манија. Секако дека и Сергеј ќе го видиме за многу кратко, затоа останете со нас. Почнува ова лудило директно од тука во живо во следните 60 минути. Сега ќе одиме со хитот на неделата. Останете со 1 ТВ. Повторно сум во Скопје Сити Мол на местото каде што се поздравивме пред хитот на неделата, а јас ви ветив дека Сергеј ќе дојде тука, па јас ќе му се доближам чисто да ви наговестам што се ќе се случува и што се ќе правиме денеска, а потоа ќе си направам и кратка анкета. Да видам какви пораки имаат за тебе, бидејќи нетрпеливо те чекаат. Така ме чекаат, јас сум тука, дојдовме и го направиме и денеска делот кој се зборуваме вчера. Третиот ден ќе го стираме и денеска. Ќе биде забавно, ќе биде интересно, следете ја програмата, ќе видите што ќе се случува, имаме изненадување. Да не им откриваме се на почеток, чисто да ви најавам дека Сергеј е тука, ти остануваш тука, јас да видам какви пораки имаат за тебе и да најдам некој во жолто-црна комбинација, бидејќи денеска во Скопје Сити Мол треба да дојдете во боите на Black Friday, односно во црно-жолта комбинација. Одиме, Драгче. Кога сме веќе кај црно-жолта комбинација, здраво. Здраво, живо. Дали... јас сум супер, ти благодарам. Вака да ме прашувате како сум. Да ти текна. Како се викаш? Никола сум јас. Никола, драго ми е, дали денеска за Сергеј си во црно-жолта комбинација? Обавезно за него. Дојдов специјално за него, црно-жолта комбинација, па да видиме ако имаме среќа да не одбере. Кој е твојот омилен хаштаг? Ќе ми покрие душата нормално. Дали можеби таа црна маичка е со тој хаштаг? Не, ама во наредно време би требало да земам јас некоја маичка слободно. Ви благодарам, остани тука. Ќе биде за кратко неделот за кој што ќе ви изненадуваме вие кои што сте тука. Здраво, девојки. Здраво. Како сте денеска? Супер, вие? Јас сум супер, фала ти. Колку време сте тука? Пола сат. За шопинг или за Сергеј? За Сергеј. Што би му посакале на Сергеј? Да продолжи да биде таков како што е. Кој е твојот омилен хаштаг? Манекенка да будам и квази старлета. Што ти е најсмешно од оние работи кои што ги прави Сергеј? Хоп-хоп. Дали знаеш да го направиш хоп-хоп? Тоа му го припуштам на него. Добро, тој го прави тоа најдобро. Дали чекај сега да прашам. Сте се договориле во розово да сте? Не. Случајно? Да. Тогаш значи дека многу добро се познавате? Другарки сте, претпоставувам. Најдобри. Се гледа, да ви кажам, по стајлингот. Тебе кој ти е омилен хаштаг? Манекенка да будам. Па се гледа вие дека сте најдобри другарки. Колку долго си ти со нејзе? Пола сат? Исто, да, пола сат. Може би ти имаш некоја друга порака за Сергеј? Да продолжи тоа што го прави, затоа што добро му оди. Го свестува народот. Дали некој совет сте примениле? Да, многу. Многу добри. Што е последното што го применивте, а Сергеј го препорача јавно? Колорот да се користи повеќе во подобри сврхи. Гледам дека колорот паметно сте го искористиле, да фатам некој во жолто црна комбинација, бидете вие тука. Здраво. Здраво. Како си денеска? Супер. Јас сум супер, фала. Леле, од која ви искарав, сите ме прашувате. Многу сум ви благодарна. Жолто црна комбинација, колку време ти требаше за овој стајлинг? Па 10-15 минути. Дали стајлингот е специјално за Сергеј? Да, нормално. Го гледаш секој ден? Секоја емисија. Кој ти е омилен хаштаг? Ќе ми пукне душата. Дали си набави маичка со ќе ми пукне душата? Пренесам. Може денеска да набавиме? Може, секој. Биди тука, бидејќи имаме многу изненадувања за вас, а дојдете вие ако не сте дојдени во Скопје Сити Мол, бидејќи тука е забавата како што може да видите. Јас ќе му се придружам сега на Сергеј. Сергеј, пак се враќаме кај тебе.
Сакам патики како на детето. Сними ги, Драгче, патиките како на детето, да го викнам? Да. Чекај да го собереме детето. Да го прашам. Прашај го. Здрава, злато. Јас сум Кристина. Ке ми направиш здраво? Го гледаш, Сергеј? Не зборувам македонски албан. Добро. Патиките ти се многу добри, чичко Сергеј сака исти како твоите. Ке му ги позајмиме? Нема бројче горе. Мислам дека само мали броеви. Ке му најдеме ние на Сергеј. Ви благодарам. Сергеј само мали броеви имало. Море ќе се нагурам ко сестрите на Пепелашка. Ќе се настегаш? Ќе се настегам ако треба. Рекоа дека одгоре биле да претрчам. Ќе претрчам јас. Ами јас да си купам исти. Леле, за тебе ќе има број, ќе ми биде мака, после ќе сакам да пукнам. После и ти ќе се нагураш у 36-ка. Се нагурам, што ќе правам? Да ти кажам дека имаат фини пораки за тебе. Што ви кажа? Девојчињата во розово го користат колорот. Момчињата денеска разбрале дека тие ќе бидат среќниот добитник, барем некој од нив, и веќе се во црно-жолти комбинации. Добре. Бидејќи ги гледаме, ти фаќа ли некој око? Па, некој дојдоа, некој пројдоа, некој отидоа. Ми се допаѓа овој дечкото што е со жолтиот дух многу. И мислам дека него да го... Да, па јас мислам дека треба да направиме уште барем еден круг, да видиме дали некој ќе начекаме во меѓувреме. Ајде, јас од ова што гледам. Да, од ова што гледаме моментално, мислам дека ќе се сложам со твојот избор. Сложиш? Да, ми се Така. допаѓа. Вие ќе треба да останете на 1 ТВ, нормално, јас и Сергеј сме тука, треба да дојдете да ни правите друштво, ама не заборавајте да сте во жолто-црна комбинација, бидејќи имаме супер изненадувања за вас. Така. Може да одиме со малку музика. Со малку музика, па ќе... Се враќаме тука. Дојдете и вие во Скопје Сити Мол. Знаете дека се уште сме во Скопје Сити Мол и овој пат имам 2 Сергеја. Многу сакам дека имаш. Овој ќе ти го дадам да си го носиш по дома, да. Да не ми недостасуваш во текот на целата недела. Бидејќи за викендите и така сме тука заедно. Тука сме. А меѓутоа не сме сами. Секој ден имаме се повеќе и повеќе луѓе кои што Така доаѓаат да се фотографираат со тебе, да им подпишуваш маички, да им дадеш некој совет. Така е, и многу ми е драго. Па бараат совети, меѓутоа кога е ваква гужва во прашање, не можеш да дадеш описен добар совет. Можеш да дадеш малку мали назнаки во тој случај, со тоа што меѓутоа секако ми е драго заради тоа што ги интересира и сака да прашаат. И повторно ќе кажам, сите што сакаат да ми се обратат, зашто и да нека го искористат времето дека сум тука или нека има начин како и да ме најдат. Нормално, можете и на социјалните мрежи да го најдете. Сергеј ви е достапен, меѓутоа никогаш не би бил подостапен отколку овие 2 дена во Скопје Сити Мол. 3, да, со се петокот. Петокот ми беше многу кратко. Па добро, да. Да, ама овие 60 минути паметно ќе ги искористиме. Јас веќе забележав луѓе кои што се во жолто-црна комбинација. Мислам да одиме да се провееме низ Скопје Сити Мол, па да видиме може ќе најдеме некој успат. Ајде, ladies first. Ти благодарам. Ајде. Драгче полека децата, драгче децата. Ти ги урниш. Чекај. Еве. Одиме. Денеска има навистина многу гужва во Скопје Сити Мол. Има. Неделата очигледно дека користат за добар шопинг Скопјани. Дефинитивно. А и со оглед на тоа дека времето е надвор такво какво што е, сите сакаат да се прошетаат и нормално во затворен простор. Да сте во мол. Се во мол. Денеска, вчера ја облековме Гала, прекрасната девојка која што се доби фантастичен стајлинг. Денеска момците дознале дека се они наред. Да, гледам, приметив со тоа што ми е интересен тој феномен дека они знаат да бидат малку покреативни од девојчињата, а од друга страна се посрамежливи кога станува збор за ваков начин на експонирање. Не знам на што се должи тоа, меѓутоа не е ни битно и тој феномен со целен ќе го разбиеме како и другите. Како се друго што го сменивме мајндсетот, мислам дека и за тоа ќе успееме да го направиме. Денеска во жолто-црна комбинација забележавме многу луѓе, меѓутоа вие не заборавајте дека не случајно е жолто-црна, бидејќи тоа се боите на Black Friday. Па овие маички кои што ги носиме јас и Сергеј ви се на промотивна цена, единствено денеска и во изминатите 2 дена. Јас ќе ти пукне душата. Застани.
Леле, ова манекенка да будеме, јас сум петардирана. Имам нов хаштаг денеска, после 3 дена. Гледате дека и јас го послушав Сергеј кога ми рече Кристино, доста више со тој хаштаг. Пак ќе пукне душата, ќе ми пукне душата и мене више. Па нека ти пукне више, аман. Леле, какво фустанче, мајко света, кој се настега некоја во ова. Не, кога ќе се настега ќе ја видиме на еден ТВ во студио мода. Така е. Денеска каде ќе го облечеме момчето кое што ќе го најдеме во Скопје Сити Мол? Ајде да се свртиме? Еве, има еден тука дечко. Еве, да. Изгледа тебе ќе те облечеме. Дојди со мене. Ајде. Ќе те носи, како се викаш? Јас сум Никола Сергеј. Никола, здраво Никола. Јас веќе си направив мобет со Никола. Си направи мобет со Никола? Секој ден те гледам. Ете, така. Така, секој ден. Од Охридте пратам еднаш кога беше на снимање во Голден Бич. Така. Од таму се запознавме, дури и се сликавме. Стварно? Ама не се памтим, ама не јас те памтам. Се фотографирам со да, се сликавме. Да. Супер, Сергеј Никола. веќе кажа дека му се допаѓа твојата комбинација, мене па Никола ми кажа дека 10 минути му требала за оваа комбинација. Јас црно и жолто, драги гледачи, јас не би знаел како да искомбинирам, заради тоа што мене ми се тие бои толку контрастни и свака част. Ете така. Ти си направил одлична комбинација. Фала ти многу, Кристина. Колку ќе ти значи советите од Сергеј кој што ќе ти ги даде додека ќе го промениме овој стајлинг? Нормално, пошто е експерт за мода, јас го почитувам него, гледам сите емисии на YouTube, кои ќе го пратам, него на телевизија, така да имам доволно доверба у него за да му ги препуштам да си игра со стилови, нормално, како што и он на него практикува, така и на другите, нормално. Сергеј, каква оценка ќе му дадеш за стилот? Супер изгледа, заради тоа е одбран, ми се допаѓа тој дуксот, заради тоа што е оверсайз, ми се свига што го искомбинирал со таков тип на фармерки, баше како што треба. Кажи ми, дојде од Охрид специјално тука? Или беше во Скопје? Не сум јас од Охрид, јас бев на одмор во Охрид. А ти беше на одмор? Да, на одмор случајно, некако се погоди ти да имаш снимање, так. Се сликавме, се запознавме, иначе јас од Скопје сум од центарско дете. Така, добро, извини, ја грешно те разумеш, што ми го спомна Охрид. Ќе одиме во Fashion and Friends. Да му откриеме каде ќе го облакаме денеска. Одиме во Fashion and Friends и да видиме што има тука. Може и да поразговараме малку што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, да се фатиме на нека фреквенција, заради тоа што олека влегуваме во Fashion and Friends. Влегуваме во Fashion and Friends, во Скопскиот Сити Мол, заради тоа што кога се прави ваков тип на соработка, не е само битно на ти, ова е добро за тебе. Сето тоа мора да стои, мора да е автентично на сам себе и мора да се допаднеш. Ако не се допаднеш, џабе ке. Ето така. Може да почнеме од негде. Ајде сега да почнеме од каде? Што од Джиновска каде да фатиме? Чека да видиме. Ајде, Кристино, шибај таму. Ајде од тука. Ајде вака ќе свртам. Ајде. Чекај да видиме што има. Супер што и Fashion and Friends имаат попуст, да дојдете да си го искористите. Има огромен избор. Black Friday. Чека сега вака да видиме прво. Денеска во каква варијанта ќе го облегуваме Никола? По-кежуал како што е? Стрит стайл? Па со оглед на тоа дека е стрит стајлот у мода и со оглед на тоа дека се наоѓаме во продавница каде што се третира таа стрит стайл мода, така ќе го и облечеме, што мислам дека му личи најдобро. Колку години имаш? 22. Па, не можеме да го однесеме во дело добро. Никако. Не ќе го жениме сега, Кристина. Па може и да го жениме, не сакаш да те ожениме? И се бендиса на колешкава, драги гледачи. Треба да ги покажи. Сергеј. Ако сега. Времето и за мене ќе покажа, драги гледачи. Мислам дека покажа времето, драги гледачи, за Кристина. Помина времето. Ето и љубов се случи, драги гледачи, пред камерите. Абе, Сергеј. Ке ми ја пукнеш душата. Нема да ти ја пукнам, чекала капче Томи. Не. Ова мислам дека сме веќе во женскиот дел. Зар не сме женскиот дел. И се побрка главата, драги гледачи, сега малку дека пред камера е потресена. Има некој палтенца тука. Чекај да видам овде. Па нели немаше да го жениме? Па ти инсистираш. Ама, земи го тоа. Кога мислиш дека ќе те жениме, ние дуксер ќе ти најдеме. Ти се допаѓа овој дуксер? Супер, да. Овој кежуал мој стил, така и носам ја оверсайз и дуксери и мајци и блузови. Јас да донесам уште нешто, ти задржи го внимание. Ајде. Кажи ми колку внимаваш на твојот стил? Обавезно, секојдневно гледам, нормално и како што ти е карактерот, така и ти е стилот. У принцип, секојдневно мора, како што
Убавината доаѓа од внатре, мора да доаѓа и од надвор нормално. Колку ги следиш светските трендови, колку слепо може би се придржуваш кон она што е тренд? Гледам, јас чекав емисија како Сергеј, да речеме, што некој ќе се покаже така што ќе обрне Марија на модата. Гледав, супер, пратам трендовите. Ево уште еден, да видиме после ќе бираме. Пратам трендовите. Држготи овој. Некаде 2010, така знаеш, основно оделение сепак нешто така, ама веќе средно кога почнувате, гледате како ќе се облекувате, некаде од таму. 2010-2011, практикувам, дај ми, кај има нешто покажи ми. Нормално да се осеќам поубаво. Така некако би дошло. Ајде Мими, дојди Мими. Ела Мими, дојди Мими заедно. Каде е Сергеј? Ајде кај Сергеј. Детево. Да не губиме време, ова се женски ствари све овде. Ајде мама. Здраво. Дојди Мими. Ела Мими, не се срами. Јас сакам да ги Шубава е прашам. Мими. Драгче, видиш, шубава е Мими. Дојди, Мими мафни на камерата, Мими. Чекај да те прашам јас. Праша Мими. Здраво, Мими. Што бегаш од камера? Зошто Од што бегаш, тоа ќе те најде. Добро, кажи ми, го гледаш Сергеј? Да. Кој ти е омилен хаштаг? Ако ми пукне душата. Гледаш Сергеј дека сите се Сите ли завлечени ги на им пукне мојот? душата? Да. Што има позади тебе? Позади Тоа мене. црвеното? Не, ова Ајде што? да видиме. Ова е мајчка? Да. Неверојатно. Добро. Мими ќе ни каже, Мими мајчка ли е? Да, пократок така. А ова што е? Джемче. Джемперче. Добро. Како е? Ама сега Како да си ја им влезам намести? на колешките. Дај ми Сергеј? Мими. Бидејќи ја зафркаваат таму, додам да видам. Да одиш да Ајде. оди им сега ти Зимаме таму, на дај ми камера. го тоа Ова ви го мене. оставам. Така, Ајде дај со ми мене. некои Да видиме. фармерки, нека се Ама ми скини. се разбега. Изгледа не е така лесно пред Кој? камера. Чекај да ве видам вас. Да не се како вие што ги има. Ете така, може Отидоа нешто на колешките, сиво. сепак новица ќе мора да се вратиме кај Мими. Ајде назад. Да видиме плюс што му одбрана Никола. Дали ќе ни се Мислам допадне? дека ќе се тие- Јас не се сомневам во стајлингот на Сергеј. Чека, стај ги на себе, дај малку ова. Мими, колешките ти избегаа, ти беше изгледа најхрабра. Па најверојатно. А мене ми се, мислам дека се Ала, окей. да ти е. Што број носиш ти у принцип? Ја мислам 42, нешто. Чекај. Ама ќе ги пробаме што, не е проблем. Имаме поголем од овие? Поголем има, нема помал. Не, поголеми од овие. Мислиш дека ќе требаат големи? Не, ќе ги пробаме, не знам, ќе ги видиме. Не, ако Мислам дека се ќе- евентуално мали да има поголеми. Окей, дај Ние може да тие. си го направиме стајлингот, да се вратиме, а ти да се Дај, облечеш а да те овие видиме. што крој се? Slim fit са тие? Исус. Само овој голем број. Дај помали да ги видам какви се. Пошто тој сомот е сега многу модерен. Не, бре, Денес многу ходиме се- со сива варијанта. Многу се широки. Па не знам, така ми залепи раката нешто денеска. Што гледам. Нели? Јас ваков и тип носам со, ако го искомбинирате, Па така скроз, некако. е скроз супер. Така Ја некако вакви би ги- би се облекол со некој Така некако би ги комбинирал. кежуал, бели патики или сиви, ако имате оваа комбинација, јас Да, според и мене е мене ми супер. се свиѓа Да. тоа. Ај тогаш да не ми се свиѓа мене тоа, дај да видиме некој каеш Мими, Кај шо? имаме ли? Колку Ај. практикуваш аксесуари? Па практикувам. На очари да, за денеска баш на очари буквално аксесуарот да, саат и обавезно. И така, прстени така ретко, ама обично на саат ја Да го лобирам. смешаме со црни. Сега ќе ти одбереме денеска еден убав колон со Сергеј. Исто. Еден Го каеш. најдовме? Да. Вистинскиот? Мора аксесуар. Добро. Добро. Сега што ни Не останува ли уште нешто? Чека да видиме што има. Навака малку. Ова ти е убава, Кристина, ке ти дојде. А, да. Кристина, да. Малку со Ова ќе бисерчиња. легне. Малку со бисерчиња. Тама што имаме? Чека да видиме. Намака да видиме. Некој Не? Не е мој стил баш. Не. Ама некој Ама не гледам нешто тука што ќе ми... нешто или ниско патиче некој со ова или некој повисочки така.
Многу се некако. Мислам дека оваа комбинација добро ќе му оди и со патиките кои што веќе ги има на себе. Да, одлично. Меѓутоа сакав нешто, ама не можам да видиме. Не можам да детектирам, таму се веќе штикли, таму Кристина за тебе. Таму да немаш. Може, немам јас проблем. А целата комбинација со црвени патики да си? Може да разбиете. Може не тоа е да проблем. биде Сиво, доле црвено. Може тоа да биде исто така. Може да изгледа тоа многу добро. А може да изгледа добро. Може така, може. Со оваа варијанта. Ова е тегети или црно? Чекај да видам. Црно, така некако. Црно е, Сергеј. Со црвено. Црно. Црно со црвено. Ја мислам дека тоа ќе дојде, тоа ќе биде супер. Да. Ајде да видиме што има таму, очевили па ќе се вратиме евентуално кај овие. Ајде. Многу шарен овие. Не, јас мислам дека со црвената комбинација ќе биде перфектно. Да. Ајде да видиме таму што имаше. Очила за сонце. Ти снимаш скришно со телефон, те видов јас. Ама таа му е девојка на Никола. А, девојка ли му е на Никола? Ќе ме трга од перика сега за тоа што го зборуваше. Оваа ти го бенди со колешка. Не, Сергеј, да ме тргаат од перика и мене ли? Па сега, што да... Знаете како, драги гледачи, за две работи во ова нема правило, во љубов и во војна. Што да правиме сега? Тоа е. Тргање, тргачина. Кај се патики да се избезумивте? Ајде. Еве, здраво. Еве, леле. Нема да ме тргаш од перика? Не. Благодарам, гледаш, Сергеј. Никола? Нема потреба да ми го даваш. Не, носи си го. Кажи ми колку ти помага. Размисли, драги гледачи, готово е. Готово е, да. Колку ти помага во твојот стајлинг? Кој? Никола? Па, леле, не знам. Искрено, јас стајлингот си го јам уште од секојаш, не сум нешто многу не знам, немам специфичен стајлинг, ама тука негде сме. Само сега не сум у добри знанија, пошто доаѓам од работа. И не сум баш да терам и ради тоа и се кријам и бегам цело време. Ама очно бегаш, тоа ќе те најде, знаеш. Сергеј во втор пат го кажуваш денеска. Изгледа што бега и ги најде, да. Добро, тогаш нема да те малтретираме многу, ама ќе останеш тука да го видиш цел лук на Никола. Да. Ете така. Може би ти се допаѓа тоа што досега го земавме? Дуксерот поготово. Ќе го крадам, некојаш. Па може. Сега ти биди така, ние да најдеме. Да. Сега ние да најдеме. Сега баравме патики, таму застанавме. Вие се добри, не знам број дали има. Ама тие се женски. Женски се, ако се женски ништо. Ама многу добро изгледаат. Одлично. И да се Тие за мене може. Така. Ја мислам да се вратиме, чека овде да видиме. Хоп. Да видиме таму. Може нешто така да кажеш. Или тоа, или ова друго. Јас сепак некако заглавив на таа црвена боја за да разбиеме малце целото сивило. Мене ми се свиѓаат и овие многу, да ти кажам право. Ајде да видиме дали овие... Ајде. Да ги донесам црвените или ќе ги Ајде, јас ќе ги донесам. Донеси ги црвените да видиме на лице место. Сега ќе одбереме дали црвените, дали овие. Не знам. Супер се. Нели? Да се прашувал мене, ја би Еве ги комбинирал сиво. Ги носиме да видиме која комбинација ќе биде добитна. Дали може би со црвените кондури или пак со црните патики. Истото, со тоа што еве ги. Да видиме која ќе биде добитната комбинација. Ја би овие. Чекај да видиме. А со белиот дуксер што правиме? Ништо? Белиот дуксер за мене ги си го земам. Не. Јас за тоа прашувам да видам што правиме. Не го тегнам затоа. Драгче се смее. Не, тоа нема. И Драгче денес красива комбинација. Да, и Драгче денес красива. Вчера беше во жолто-црна. Да. Ама на Драгче му се бенди со неговата девојка. Да. Добро, Драгче. Мислам дека ќе се деси некоја размена, драги гледачи, ние по Алишта тргнавме тука, а ќе биде онаа емисија на како беше тоа све за љубов. Ете така, па што да правиме тоа? Овие? Јас сум за овие. Правил ти, например, некоја споредба овие или овие? Ја би овие. Пошто поише и мој вкус и мој стил. Јас сакав да изгледа малку поразлично и сега овие да беа веројатно црвени. Со овој дизајн ќе беше супер. Мене ми се окей, мене ми изгледа. Што број носиш? 42.
Еве не повторно назад, Серги и јас се уште сме во Fashion and Friends, каде што на Никола му одбравме совршен стайлинг. Наоѓаме во Fashion and Friends, каде што морам да ви кажам, има толку многу избор, има и толку многу добар избор и највеќе што ми се допаѓа мене во денешната мода е што генерално може да се мешаат работите, што се вика од машки у женски дел. Не буквално се, меѓутоа има работи. Тие елементи како оверсайз джемпери, дуксери, може и машки да ги носат, може и женски да ги носат, заради тоа што тука е тоа правило што не постои. Така да има огромен избор, меѓутоа Никола е еден автентичен лик сам по себе, така да не беше тешко да се одбере за него совршениот изглед. Да. Никола веќе ги пробува прчињата кои што ги одбра Сергеј, па мислам да го повикаш да видиме каков е стайлингот. Анджелина Джоли те бара. Тие немаме штиклата, дај да земеме некоја штикла. Еве го Никола, да те видиме. Супер. Ајде. Добра. Чека да видиме вржан леле. Опашај се Никола. Ова дупче ке треба да му се направи на кајшот. Ќе го средиме тоа е најмал проблем. Јас додам од оваа страна за да можам да го имам Никола. Како си задоволен? Супер, одлично е. Кога сме со Сергеј, све е одлично како што треба, дава одличен и пример и избори да ти е мерак да ги носиш, што се вика, драги гледачи. Добро, ти Сергеј кажа дека е лесно да се соработува со тебе, колку беше лесно со Сергеј да се соработува? Супер е, мене ми беше задоволство и многу ми направи мерак што дојдов во емисијата, се представивме како што треба и на крај си одиме сите со насмеани лица. Јас ќе ти дадам еден совет. Ајде. Имаш ваков црно-бело сив стайлинг. Супер стои со тие црни ноочер. Меѓутоа, многу ќе е добро да можеме да најдеме сега со црвен опција или да се градираме, да има секогаш еден елемент на тебе кој што ќе направи скроз еден другачи различен избор. Ето така. Мислам дека може да се ајде. Може да се го комбинира нормално, тоа може да кажеме, овој дух соди и на джинс, и на црни фармерки, и на се тие сивите фармерки од апсолутно одговараат на се, дури на кошула, а за патиките да зборуваме дека се. Секој парче одделно може да биде комбинирано на милион начини. Така, само треба да сте малку креативни и да уклучите што се вика мозок. И секој ново парче комбинирајте го со стари парчиња, не е тоа ништо страшно, напротив може да изгледа сето тоа многу ново. И многу кул. Мислам дека можеме да се враќаме полека од каде што тргнавме. Полека се враќаме на стандард. Да, заминуваме од Fashion and Friends. Ќе им се заблагодариме на нашите пријатели, да. Нашите пријатели што работат. Никола и тебе ќе ти се заблагодариме. На вас исто. Фала ви за искуството и ќе се видиме у некоја наредна прилика. Може. Јас и Сергеј се враќаме. Никола, ти можеш и со нас да дојдеш, не е никаков проблем. Да, дојдеш. Ако си расположен. Иначе, драги гледачи, драгче не ја давал Кристина на Никола. Сега ми кажа. Ама Сергеј, он не ме дава заради тоа што како можеш на првиот што налета бе Сергеј. Не, ама некако видов симпатија во твоето ока, после видов дека драгче се Не. и сватив дека драгче е заљубен у тебе. Ај, не. Сега ќе му пукне душата и на драгче и на мене, не парчоса денеска. Миле, ете така. Имаме и девојчиња денеска во жолто-црна комбинација. Да. Ете на таа страна. Дојди ти. Ајде. Дојди ти. Само дојди тука за да... Тука. И со него си направив преска муабет. Здраво. Здраво. Јас сум Сергеј. Георги. Кажи ми, Георги, кој тебе те дотера? Сам. Сам? Да. Примаш совети во принцип? Да. Да? Од кого? Било кого. Ки ми дојде добро дојде. Добро, каде си? Струмица. Струмица. Специјално си дојден тука или? Да, специјално за нас. Фала ти. Кажи ми, што од светот на модата тебе ти се допаѓа? Па добри парчиња. Например, кој бренд го сакаш? Може би Живанши? Да. Или кој од музичките ликови, од светската естрада, кој ти се допаѓа како изгледа? Дали ја следиш? Машки или женски? Машки и женски. И така и така. Женски, Ники Минјаш. Ники Минјаш? Да ти тверка? Да. Сакаш да ти поклонам една хоп мајца од мене, пошто сакаш Ники Минјаш? Може? Ајде. Ќе ве молам, колеги. Ајде, нема проблем. За тебе можем. Ел. Ма голема ќе ти биде ел. Чекај сега додека се снајдам тука. Ова е джигер, шуш боја, каде се? Еве ги. Ел. Црна или бела? Црна или бела? Црна. Еве ја.
пошто си го испочитувал Еве од дрес-кодот, Сергеј. еве ти поклон од мене, една мајца. Дали имаш некаков совет да му дадеш, додека сме тука? Не, супер е. Супер изгледа. Одлично е, така да си го испочитувал дрес-кодот. Мене лично, јас кажав, мене би било многу тешко јас да искомбинирам црно и жолто, заради тоа што не се пронаѓам у кутијата, меѓутоа ми се допаѓа кога некој е многу креативен на тема која што мене ми е тешка за размислување. Мене да ми дадеш црно и жолто, јас не би знаел, веројатно би гледал све црно и би ставил жолти наочари. Што и не е така лоша комбинација, ниту пак идеја. Или би направил цел жолт. Па црни патики или црни наочари. Така би ги комбинирал. Вие добро изгледаш, ти и сите останати кои што се дојдени во жолто-црна комбинација. Ви благодарам што сте го испочитувале дрес-кодот. Никола, ќе се сликаш со мајцата Хоп-Хоп, ќе ме така Георги, Никола Навре, Георги, да. Извини. Георги ќе се слика. Ми изгледа и тебе, Никола, ти остана во памет без Сергеј. Ми остана во памет, може да не да таму таа фешн и френд. Ти благодарам, Георги. Ние може да си поправиме малку муабет додека го чекаме Никола за машката мода, бидејќи често зборуваш за девојките, ги коментираш, кои совети може би им ги дал на мажите, што е она што не смеат ни подразно да помислат да го облечат или да го носат на себе? Кај машките модата е кај нас е релативно лимитирана. Значи, јас многу добивам пораки и барања да биде машката мода третирана. Јас ја третирам од време на време. Меѓутоа, изборот кај машката мода, кај нас во Македонија е многу basic, да, е многу ограничен. За разлика од девојчињата, машките се трудат многу повеќе да пратат светската мода. А и нема толку големи катастрофи како нас девојките. Нема големи катастрофи, така е, заради тоа што што реков, ја пратат светската мода, се трудат да го направат тоа навистина добро, се трудат да бидат креативни и многу се поспремни на да примат критика. Сега, меѓутоа можем да кажем од овој момент што е за машки, кај машките модна катастрофа. Модна катастрофа кај машки е да се настегате у тесна мајца и да ставите златен ланец и да избричите главата. Тоа е тешката модна катастрофа. И да ви пукаат мускулите. Да бидам квази криминалец од 90-ти години. Кај си бе брат, што има брат? Радијатови кои се брате обона ланец, па нешто тетоважа со крст или крст. И подпрен на глава. Кола. Подпрен на тоа, подпрен на кола. Нормално. Тоа е за мажи. Тешка модна катастрофа, ама не само жените и машките се настегуваат. Они се настегуваат у тесни мајци. Ама носат сега и тесни, претесни панталони. И носат претесни фармерки хеланки. Хеланки. Машколку ќе ви можете да носите вие фармерки хеланки, меѓутоа горе секогаш имаете оверсайз дукс. Али кога ќе видам такви криминални безвезни лица со златен ланец, настегани у тесна мајца, кај си бе брат? Хеланки, а се прават нешто мачо. Каде бе балерино? Каде бе девојко? Каде тргнати у хеланки? Ама стој сега. Имам изненадување. Ова е поклон за Сергеј од Fashion and Friends. Фала ти. Фала ти. Ти благодариме многу. Фала ти. Фала за соработката. Никола, очигледно дека го облекавме. Сергеј денеска се доби подарок. Да. Можеме да се сместиме и полека да го завршуваме ова лудило кое што јуначки го издржавме трет ден. Јас веќе не ни ги бројам деновите. Останав на втор ден заглавена. Јас ги бројам деновите, значи е третиот ден, го истеравме и петокот, истеравме саботата, ја истеравме и неделата. Мене ми се допаѓа целиот овој концепт дека треба да им покажеме на сите гледачи и сите што ги интересират колку треба да бидат креативни или дека не е дека да се вадат на правилото дека во Скопје нема што да се има што да се купи, да. Има што да се купи, не е ништо страшно да се влезе и во ваква или во онаква продавница. Да. Ние веќе тоа го коментиравме дека не треба да е нешто премногу скапо и да е брендирано за да изгледате добро. Така. Можете само да ја следите светската мода и добро да ги искомбинирате парчињата, па дури ако се работи за класичен тип на панталони или basic мајца, може да изгледа многу добро, многу подобро од ланците и од
се она кое што ви го коментираше Сергеј, а не треба да го правите како модна катастрофа кога сме кај машката мода. Јас пред да го затворам ова отворено студио и пред да им ставиме рамка на овие 3 дена, само да ве потсетам дека треба да дојдете во Скопје City Mall, каде што се уште овие маички кои што ги имаме со добро познатите хаштази на Сергеј се на промотивна цена, бидејќи Black Friday лудилото треба да ве зафати и вас. Никола ќе го повикаме уште еднаш да одјавиме емисијата како што доликува. Ти благодарам, Никола, уште еднаш. Остануваш ти тука. Ние се гледаме веќе утре во ексклузив и во Студио Мода. Со мене се гледате нормално редовниот термин, а за следниот викенд имаме уште изненадувања. Така да следниот викенд, односно повторно и петок. Ма каде ќе одиме? Тука ние. Недела, да, ќе бидеме. Секој викенд тука сме ние, треба да бидете и вие, уште од денеска ви најавуваме и не заборавајте дека треба да дојдете да си ги набавите овие маички кои што се по промотивна Black Friday цена. Колку од мене и од Сергеј? Толку од мене и од Кристина. Благодарам уште еднашка. Ти благодарам и на тебе. Се гледам. Останете вие со програмата на 1 ТВ. Чао!